Кариера.мк. Вистинската работа за тебе. Ке може ли да ни кажете нешто повеќе за Кипу како една од IT компаниите во Македонија, која што на нашиот пазар постои повеќе од 15 години? Кипу е IT компанија која што нуди консултантски услуги, која што се занимава со развој, имплементација и поддршка на комплетни end-to-end решенија за финансиски институции. Значи без разлика дали станува збор за банки или пак други микрофинансиски институции. Тоа е само една од услугите со кои што Кипу ја нуди. Исто така, значи, она со кој што ние се занимаваме е и процесирање на трансакции кои што се направени со картички, без разлика дали станува збор за дебитни или пак кредитни картички, и исто така без разлика дали станува збор за трансакции кои што се направени преку ATM, посттерминали, електронско банкарство или пак во последно време она кој што е актуелно со NFC плаќањата. Значи ние како IT компанија имаме собствен процесинг центар преку кој што се реализираат овие плаќања. Дополнително Кипу како IT компанија нуди и хибридно клауд хостирање на нашите решенија. И вие споменавте дека постоиме на локалниот пазар повеќе од 15 на години, меѓутоа на светско ниво целокупното работење генерално, значи, функционира повеќе од 35 години. Можеме слободно да кажеме дека со глобалната експертиза која што имаме и со познавањето на локалните регулативи успеваме на нашите клиенти да ја зголемиме и секако да ја одржиме нивната компетитивност на локалните пазари, меѓутоа исто така да ја зголемиме и одржиме нивната ефикасност и да им помогнеме едноставно, значи, да искочат во пресред на генерално динамичните барања кои што ги диктираат локалните пазари, светските пазари и секако регулаторите. Така. Има ли нешто според кое Кипу како компанија се разликува од останатите на пазарот? Па да, и сега само што споменавме дека ние 15 години функционираме на нашиот пазар, на нашиот локален пазар, меѓутоа не станува збор за едноставно функционирање. Значи, за сите овие 15 години бележиме успешен раст и генерално, значи, може да се пофалиме со мала флуктуација на бројот на вработените. Затоа и сметаме дека станува збор за една успешна, квалитетна и континуирана приказна, која што, ако повеќе сакате да кажете, станува од приказна веќе и реалност и станува реалност и за нашите вработени. Меѓутоа секако тоа е само еден параметар според кој што ние се разликуваме од останатите IT компании. Исто така можеме слободно да се пофалиме дека сме единствена IT компанија во Македонија која што заедно со членките од групацијата ProCredit сме сертифицирани како општествено одговорна компанија. Односно имаме здобиено со сертификат од EMAS и ISO 14001. Претпоставам се запрашувате нели како успеавме да го добиеме овој сертификат. Едноставно тука на локално ниво во нашата канцеларија во Скопје не користиме пластика, рециклираме батерии, мериме и репортираме за CO2 емисии за сите индивидуални летови, значи за секој од нашите вработени без разлика за која дестинација станува збор. Учествуваме во разнолики акции кои што се нели во рамки на Македонија или пак надвор од нашата држава. Дополнително еден од параметрите според кои што исто така се разликуваме во однос на останатите компании, тоа е родовата еднаквост. Без разлика, значи, на позицијата ние едноставно нели не бираме дали станува збор за колега или колешка, позициите се достапни, значи, за секој од потенцијалните колеги или колешки. Би рекла дека од основањето на нашата компанија, значи во 2004 година, праксата е таа процентот да биде 50-50 и можеме слободно да кажеме дека сме горди и се осеќаме како лидери во тој тренд. Уште еден параметар според кој што исто така се разликуваме од останатите компании, тоа е бројот на вкупниот број на националности. Односно имаме 37 различни националности, меѓутоа на светско ниво, значи не во канцеларијата во Скопје. И би споменала уште два други параметри кои што се особено важни за нас, а тоа е секако континуираното и мултидисциплинарно едуцирање на нашите вработени. Секако станува збор за IT компанија, тоа би значило дека едноставно техничката надоградба на нашите вработени е таа која што е задолжителна и секако тоа го практикуваме на годишно ниво, така да минимум еднаш до два пати годишно секој од нашите вработени, значи, треба да посети една таква обука со сертифицирани куќи во Македонија или пак надвор од Македонија. Во зависност од тоа на кои апликации работат нашите вработени, курсевите, значи, се одвиваат, односно се реализираат за таа технологија. Пред се користиме Microsoft технологии, значи станува збор за технички обуки од C#.net, SQL, Microsoft Dynamics, Azure или пак Python.
Напоменав дека станува збор за мултидисциплинарна едукација. Тоа би значило дека освен техничкиот сегмент опфаќаме повеќе сегменти. Односно обуки од областа на проектниот менеджмент, банкарството, менеджментот, бизнис логиката и секако англискиот јазик. За дел од овие обуки, како што и претходно споменав, имаме подпишано договор со сертифицирани компании, меѓутоа дел од обуките ги правиме и интерно во рамки на или нашата канцеларија, меѓутоа почесто тоа се случува во канцелариите надвор од Македонија. Претходно заборавив да напоменам, значи имаме канцеларии освен во Скопје и седиштето во Франкфурт, исто така имаме канцеларии во Москва, во Киев, во Букурешт, во Приштина, во Акра и во Салвадор. Така да секој од нашите вработени, секако во зависност од проектот на кој што работи моментално или пак продуктот, има можност да ја посети некоја од овие канцеларии. И уште еден параметар во поглед на она кој што се разликуваме во однос на останатите компании, би рекла дека можеби не толку се разликуваме затоа што останатите IT компании исто така го практикуваат, меѓутоа секој нели на свој начин. Така да тоа е инвестицијата во здравјето на нашите вработени. Би рекла дека повеќето IT компании веќе имаат односно практикуваат како еден од бенефитите приватно здравствено осигурување и кај нас тоа е пракса за сите оние кои што отпочнуваат договор на неопределено време. Меѓутоа освен тоа секако значи имаме и други бенефити кои што идат во тој прилог, а тоа би значило да речеме свежо овошје секој ден на дневно ниво за здраво да ни почне денот. Исто така не практикуваме пиење на вода од пластични шишиња. Воведовме систем на филтрирана вода и антибактериски шишиња за секој еден кој што работи во нашата компанија и секако имаме ред други бенефити кои што би ги спомнала во некоја друга прилика. Така, веќе кога сме кај здравјето, велат дека за една компанија да прерасне во одлична компанија, треба да нуди здрава работна околина. Што представува здрава работна околина за вас? Така, апсолутно. Генерално, она кое што ние го почитуваме во рамки на нашата работна околина и амбиент, тоа е негувањето на позитивните вредности, транспарентна и искрена комуникација, меѓусебно разбирање, поддршка, агилност. И сите овие параметри, освен тоа што нели ги практикуваме и ние, ги бараме и кај секој од нашите вработени, затоа што едноставно сметаме дека доколку се практикуваат овие вредности, во тој случај би имале здрава работна околина во која што секој ќе може нели да расте и да се развива. Да. Би било добро и да чуеме за вашите работни позиции, проектите на кои што работите. Така, и во поглед на проектите, работните позиции и продуктите би рекла дека сите од тоа пред се зависи од фактот што сме интернационална компанија. Зошто? Затоа што и самите наши клиенти се наоѓаат на 3 континенти, а и нашите канцеларии, како што и претходно споменав, се исто така на 3 континенти. Така да тука едноставно значи доаѓаме до заклучок дека географскиот фактор е тој кој што ја наметнува и динамиката и самата природа на проектите и на продуктите. Зошто? Затоа што како што и претходно споменав, ние развиваме софтвер за финансиски институции. И самите знаете дека финансиските институции подлежат на одредени регулативи од локалните регулатори. Без разлика дали станува збор за централните банки, некои други регулатори или пак ревизорски куќи. Така да тоа самото по себе наметнува дека во зависност од тоа во која земја функционира, односно нели екзистира нашиот клиент и од таму ќе дојде соодветната регулатива која што секако ние, односно во нашиот софтвер треба истата да биде имплементирана. Така да географскиот фактор е само еден параметар. Тука би споменала исто така и самото темпо кој што го диктираат светските трендови во индустријата, локалната конкуренција на локалните пазари и секако визијата која што има клиентот за својот продукт и таргет групата за која е наменет самиот продукт. Во однос на проектите, во однос на продуктите би рекла дека она кое што ние го нудиме како продукти, тоа е една палета на продукти без кои што не може да се замисли секојдневното функционирање на финансиските институции. Тоа би значило дека освен core banking апликацијата без која секако нели не може да се замисли една финансиска институција, тука се и останатите апликации како што се електронското банкарство, мобилното банкарство, CRM апликацијата, data warehouse, односно репортинг решението и трежари, сметководствената апликација. Тоа се сите оние продукти кои што се составен дел на Kipu Banking Suite. Во зависност од тие продукти, така се концепирани и нашите
тимови. За секој од овие продукти, значи постои соодветен тим кој што прави развој, имплементација и поддршка на истиот. Затоа аналогно на продуктите би ги споменала и позициите кои што функционираат во канцеларијата во Скопје. А тоа се девелопер позиција, акаунт менеджер, проект менеджер, quality assurance, data warehouse analyst и посебна позиција за software implementation и software engineer. Така да генерално тоа е сегментот на позиции кои што функционираат во канцеларијата во Скопје, меѓутоа на светско ниво секако дека тој опсек е многу поголем. Денес со нас е Иван Николов, кој моментално работи на позицијата Data Warehouse Analyst. Иван, ќе може ли да ни кажеш зошто одлучи да аплицираш во Кипо и колку време работиш во оваа компанија? Можноста да работам во IT ми ја даде Кипо. На обострано задоволство, ризикот кој што го превземавме роди со плод. Кипу го согледа мојот потенцијал од банкарскиот сектор, од моето искуство, додека јас пак можноста да ја оправдам укажаната доверба. Веќе 4 години сум со овој тим и посебно сум среќен што сум дел од оваа компанија. Дали како вработен во Кипу ја препорачуваш компанијата и на кого? Дефинитивно да. Кипу е одлична компанија за секој поединец кој што сака да се надоградува. Лично сметам дека најбитен сегмент е континуираната посветеност за едукација и тренинг на вработените. Лично имав можност да посетам неколку обуки од областа на базите на податоци SQL, како и обука за Python програмскиот јазик. Друг личен бенефит кој што сметам дека вреди да се спомене е и можноста за патување. Јас посетив неколку семинари и работилници во Германија, а исто така ја посетив и регионалната канцеларија во Киев. Така да би рекол дека Кипу е идеално место за секој поединец кој што сака кој е спремен да учи и да работи, а Кипу секако знае да го валоризира и цени тоа. Ви благодариме што денеска се согласивте да го направиме овој разговор во вашата канцеларија, која што се наоѓа на атрактивна локација блиску до градскиот парк на Скопје. Задоволството е наше. Добре дојдовте во нашата компанија, добре дојдени сте секој пат кога ќе има можност за меѓусебна соработка. Остануваме отворени и достапни за потенцијалните колеги и колешки кои што ќе произнесат интерес за нашата компанија преку Кариера МК и преку останатите медиуми. Кариера.мк. Вистинската работа за тебе.